После големиот успех на Европското првенство во Словенија, гостин во просторите на Телеграф МК е Дејан Недев, нашиот каратист кој што донесе 2 златни медали од ова надпреварување, или вкупно од целата наша репрезентација 7 злата, 2 сребра и 3 бронзи. Добре дојде во нашите простории. Честитки до вас за вашите медали и секако комплетно за сите оние медали кои што беа освоени на овој шампионат. Па добро е најдов и најпрво би сакал да се заблагодарам што ме поканивте да бидам гостин во вашето студио. Да, како што спомнавте, значи на македонската репрезентација во традиционално карате постигна извонреден резултат на последното Европско првенство, кое што беше 32 поред. Ова е историски резултат воопшто за македонскиот спорт, бидејќи македонската репрезентација во минатото освојувала многу одличија на овие континентални надпревари, но за прв пат толку многу. На што се должи тоа? Тоа се должи пред се, можам да кажам, на искуството, кое што го имаме со години наназад, исто така на условите кои што ги имаме обезбедено. Значи имаме 2 центри за карате кои што ги користиме и се опремени и на највисоко можно ниво. И исто така, значи спомнав искуството, јас сум повеќе од 25 години државен репрезентативец на Македонија и од овие континентални надпревари, значи редовно учествувам на сите европски првенства од 1993 година. Но за прв пат успеав да се закитам со 2 златни медали, односно да ставам шампион на Европа во 2 поединечни дисциплини. А тоа е дисциплината комите борби, апсолутна категорија. Значи во традиционалното карате нема тежински категории и баш поради тој факт е многу тешко да се освои медал во оваа дисциплина и исто така за прв пат освоив златен медал во кати поединечно. Каде е потешко да се дојде до медал? Во делот на борбите, каде што имате противник против вас, или во делот на катите, каде што тоа е некоја замислена борба, каде што можеби се борите сам против себе? Да. Па јас на неколку наврати кажав дека катите се доста специфични и бараат многу според мене. Значи јас бидејќи подеднакво ги владеам и катите и борбите, можам да кажам дека повеќе труд, енергија и посветеност бараат катите, бидејќи за да се изведе една мајсторска ката онака до перфекција, потребни се многу критериуми. Значи пред се да се изведе тоа максимално брзо, експлозивно, да се запази ритамот на катата, да се внимава на држење на телото, на ставовите, на блоковите кои што во каратето ги има безброј, но исто така можам да кажам дека борбите се исто така доста тешки и адреналинот е многу на повисок ниво, бидејќи сепак се сретнуваш од другата страна со противник, не знаеш на кого ќе налеташ. Значи спомнав дека во традиционалното карате нема тежински категории, туку е една категорија, апсолутна категорија. Значи, пред вас може да се појави противник кој што е од 50 кила, може да се појави противник кој што е од 150 кила. Значи, тоа е фактички умешноста, односно вештината во карате спортот е да помалку оној кој што е физички послаб, да го совлада оној кој што е многу физички поголем и посилен од него. Значи, тоа е умешноста на оваа вештина. Долго сте на овие надпреварувања. Има ли некој противник со кој што би бил умелен, можеби, за надпреварување, за да дојдете во дуел со него, можеби и од ова последно надпреварување? Па да, јас, како што кажав, значи долго време се надпреварувам. Во минатото имав многу идоли и со некој од нив си имам надпреварувано, некој од нив ги имам и победено, но од некој имам и изгубено.
Така да сите тие што ми беа порано конкуренција, постари од мене и моја генерација, веќе не се активни, не се надпреварувачи. И можам да кажам дека во моментов јас сум предизвик на повеќе надпреварувачи како во Европа, така и во светот, бидејќи сум повеќе кратен шампион на Европа. Исто така од светските првенства сум носител на златни, сребрени и бронзени медали. Така да овие кратисти кои што се помлади од мене, кои што се сега моментално на сцена, сум им предизвик за да се докажат и да покажат дека иднината која што доаѓа е исто така. Кои се најдобри години за каратето да се почне и можеби за да се стигне зенит во кариерата? Да, значи за да активно се надпреваруваш и да постигнеш високи резултати на вакви големи надпреварувања, потребно е да започнеш многу млад. Значи, ние тука во Македонија, па сегде тоа е пракса и во светот, од 6 годишна возраст започнуваат децата да вежбаат и доколку се задржат во овој спорт и во оваа вештина подолг период и доколку го изберат правиот тренер и правата школа, ја мислам дека може да постигнат доста високи резултати. Каратето досега беше спорт на кој што се надпреварувавте на европски собери и собери од рангот на светското првенство. Олимписките игри во Токио 2020 година се првите на кои што каратето ќе биде застапен како спорт на кој што ќе може да се освои медал. Македонија има голем број на каратисти кои што можат да влезат во битка со колегите од другите земји кои што можат да донесат трофеј од тоа надпреварување. Вашето размислување за вбројувањето на каратето како олимписки спорт и очекувањата од тие олимписки игри во Токио. Ќе бидете ли таму на таа олимпијада? Знаете, значи каратето повеќе од 30 години врз каратето беше нанесена една голема неправда. Значи каратето е еден од најмасовните спортови во светот. Нема земја каде што не се тренира, но баш поради тие поделености во овој спорт и во оваа вештина, значи да споменам дека во каратето се уште постојат 3 типа на карате, односно традиционално, модерно и контактно карате. Така да поради овие причини каратето долго време не беше олимписки спорт, но се оствари долгогодишниот сон. Каратето стана олимписки спорт. Така да јас се надевам дека значи до тогаш има доста време, до Токио 2020. И јас се надевам дека ќе имаме и наш представник во Токио, значи без разлика од кој тип на карате ќе биде, дали модерно, традиционално. Јас се надевам дека овие резултати кои што ги остваруваме на европски и на светски првенства, дека ќе се избориме и за норма. Дали самото освојување на медал ќе значи и норма вако за олимпијадата? Па не, колку што сега имам сознание, значи ќе се прави како селекционен турнир, ќе има специјално за учество на олимписките игри. Секако ќе влијаат и овие резултати, значи од европски, од светски првенства. И оние кои што го практикуваат модерното карате би настапиле во оние надпреварувачки дисциплини кои што се во тежинска категорија, а надпреварувачите од традиционално карате би настапиле во категоријата борби апсолутна категорија. Исто така и катите, тука има мала разлика. Ја мислам дека тек се преговори и дека челниците на светските организации, на Меѓународниот олимписки комитет, дека ќе одлучат на крајот кои дисциплини ќе бидат застапени на олимпијадата. Долго сте во каратето, долго сте на надпреварувањата. Дали можеби олимписките игри во Токио ќе бидат моментот кога ќе дојдете до онаа пресвртница во кариерата и од активен каратист можеби ќе поминете во тренери? Па да, тогаш би имал полни 40 години. Јас, значи, моја желба е да настапам како надпреварувач на Олимписките игри во Токио, но не се знае до тогаш како ќе се одвиваат работите,
но сигурно дека доколку не настапам како надпреварувач, ќе бидам дел од тимот кој што ќе ги предводи помладите каратисти на Олимпијадата во Токио. Колку каратето застапено во Македонија, односно колку има заинтересираност кај најмладите за да се занимаваат со овој спорт? Па, заинтересираноста од секогаш за каратето била огромна. Значи, ние наредната година славиме 50 години од постоење на карате спортот во Република Македонија. Така да од година на година заинтересираноста е све поголема и поголема и јас се надевам дека во иднина, откако каратето стана и олимписки спорт, ќе биде уште поголема заинтересираноста. Колку дечиња има во вашата школа, во каде што работите активно? Па имаме доста членови, значи пред се би го спомнал карате центарот работнички, кој што е прв карате клуб формиран во нашата држава. Значи имаме многу групи, 5 групи, поделени се по возрасти, по појас и по стаж. Така да во едниот центар имаме околу 350 каратисти, исто така во другиот центар кој што е малце понов, спортистите се околу 200. Тоа е секако голема бројка, од каде што, ако ништо друго, барем 20 или 30 олимпици би требало да додадат во следните олимписки игри. И последниот настап кој што го имавме на Европското првенство во Крајнска Гора говори дека имаме потенцијал и во сите возрастни категории, значи покрај сениорите, исто така имавме доста добри резултати во младинска, во јуниорска и во кадетска конкуренција. Така да сите тие кои што се носители на европски медали се потенцијални кандидати да настапат и на олимписките игри. Во последниве неколку месеци се навикнавме некако на успесите. Беа прво фудбалерите, потоа беше Иџе со победа на Имола, сега имаше уште неколку во меѓувреме, доаѓа сега и вашиот успех со златните медали и другите трофеи освоени во Словенија. Па нека овие медали бидат повод и за понатаму, за уште поголем број на трофеи и секако еден ден нека дојде и тој златен медал кој што го посакуваме од Олимписките игри. Точно така, значи ние спортистите даваме све од себе и јас се надевам дека доколку државата има најави дека ќе инвестираат уште повеќе во спортот, дека спортистите се оние прави амбасадори на една земја и време е веќе Македонија да освои медал од Олимписките игри. Ви благодарам многу што бевте наш гостин и нека се множат овие успеси понатаму. Благодарам и на вас уште еднаш на поканата.